Почитувани гледачи на ОТВ, добре дојдовте во уште една емисија. За прв пат гледате вакви кадри, од многу проста причина што прв пат снимаме онлайн интервју. Ако почнеме да ви објаснуваме како се случи технички сето ова да биде склопено, нема ни да верувате, затоа и тука ќе запрам со објаснување зошто е во ваков формат. Соговорничката многу интересно реагира, дури ја прам најавава. Че видите, глупо е да кажете, сигурно сте прочитале на YouTube и на Facebook пред да отворите се го правиме мовета, ама ајде вака да ја почнеме најававан да си одработам работата како што треба. Во Македонија велиме крушата под круша паѓа. Што тоа народот увидел и сакал како предание да ни го пренесе. Дали тоа значи дека немаме избор? Дали тоа значи дека семејната историја секогаш ќе се повторува, и ако е така, до кога? Разговараме со Мони Кузмановска, психолог, семеен системски психотерапевт под супервизија, фацилитатор на семејни констелации. Мони е прилепчанка, живее во Малта 7-8 години. Мони, здраво, живо, фала ти за можноста да снимиме, се надеваме еден исклучително квалитетен и важен муабет за областа која што ја работиш. Фала ти, Милан, за поканата и за интересот за работеницата семејни констелации, која е приказката што си ја носиме. Ти благодарам за најавата. Ние си се знаеме и од претходно, така да верувам дека ова ќе биде разговор пријатен за гледачите. Она што јас го мантрам од кога работиме со ОТВ, дека целта на ОТВ е да ја подобрува заедницата, да ја унапредува во различни аспекти, ме носи до тоа дека кажа дека се знаеме од претходно, многу интересен и начин на кој што се запознавме. Јас и ти реално се запознавме на еден настан или работилници по психологија кој што ги организираше јавен простор некаде 2017-18 година. Во Чоше кафе беше. Да, стварно, точно, сум заборавила. Тогаш со Звонко, поздрав и за Звонко Димовски, кој што е идеен творец и секое што се случуваше во јавен простор, можеме да кажеме и двајца дека сме биле дел од помагањето на таа иницијатива која што и до ден денешен живее на некаков начин, али во тоа време беше сериозно освежување после долго време мрак во Прилеп. Како не, види каква насмевка ми врати. Прекрасни моменти, мислам, голем ентузијаст Звонко, прекрасно човече. И да, организиравме тогаш одреден разговори, психолошки разговори во една малце неформална средина, Да, и се запознавме тогаш ја како пријател на јавен простор, како и соработник, дојдов тогаш и се запознав со неколку психолози кои што бевте дел од таа приказна. Најверојатно тогаш и со јавен простор се разбиваја табуата околу психолозите, психологијата, психотерапијата и така натаму. Неверојатно какви табуа сме разбивали во 2017 година, пошто тоа е пред нашата ера. Мони, ајде да се концентрираме на темава за која ќе си правиме муавет. Ајде рековме крушата под круша паѓа. Крушата под круша паѓа. Ајде, зошто си ја употребила ова народна поговорка како вовет во целава приказна? Види, крушата под круша паѓа е една од поговорки народно предание кое што многу често го слушаме, нели, сигурна сум дека го имаш слушнато многу пати. И интересно што го користиме и за убави, ама и за помалку убави моменти кога сакаме да акцентираме, знаеш. Особено, знаеш, кога се горди мајките или татковците, крушата под круша си паѓа. И некако тоа добро му доаѓа на душичката. Исто така, кога ќе видиме одредена дисфункционалност во одредено семејство и кога ќе видиме дека некој помлад член од тоа семејство
ги повторува некои образци кои што постоеле кај дедо, кај татко, чичко и така натаму. И пак народот ќе каже, крушата под круша паѓа, му нема спас. Така да, поттикнато од тој дуалистички момент кој што ја носи оваа порака на некој начин, од една страна убаво е да паднеш круша под круша, знаеш, ама убаво е да знаеш дека имаш можност, како што рековме и вчера, да се стркалаш па да појдеш под некоја јаболкница. Не, да, Така да- види, ако крушава, дрвото круша е квалитетно и носи убави спомени, убаво е крушата под круша да падне. Ама ако сега во случајот правиме муабет дека треба помош на некои круши кои што се родиле од некој стебло кој што не е баш така квалитетно, а крушава има добар сок во незе, како да се стркала по некоја јаболкце па да... Види, интересен начин на викаш, како рече, неквалитетно или не толку добро дрво, така рече? Така некако се, нека ме суда ако грешам. Не, Ако грешам, нека изгорам. Да, ако сгрешам, нека изгорам. Не за судење, меѓутоа, знаеш, не секој човек имал среќа да биде дел од семејство каде што има вистинска приврзаност, поддршка, љубов, разбирање. И од една страна, ако ги погледнеме работите од моја перспектива, од системска перспектива, и тие родители, мене кои што ме родиле, јас ќе се земам за пример, потекнувале и мојата мајка е ќерка на некого. И незината мајка била ќерка на некого, и незиниот татко бил син на, знаеш. Така да и тие биле сега ме деца некогаш. сега ме подсеќаш, морам па да кажам некој виц во целава приказка колку да е сериозна. Ама ми текна на еден многу интересен виц или анекдота, не анекдота, вице. Вика, децата се наследни. Ако ги немале вашите родители, вие нема шанса да ги имате. Да. Така да сите сме на некој начин носиме некаков гени, некаква меморија, јасно. Види, освен ова што го спомнуваш меморија и гените, ние учиме, науката се уште докажува одредени работи, освен што има гените што се пренесуваат одредени физички карактеристики, па ние наликуваме на баба, на мајката, па не одредени црти на таткото, се појавила Мони или се појавил Милан. Исто така, семејната системска пракса се докажува и покажува дека и емоционалните трауми знаат како да се пренесуваат и одредени семејни приказки да се повторуваат. Ако го викам за тоа на гледачите да малку да му биде појасно како семејните приказни се повторуваат, па се повторуваат низ симптоми. Во одредено семејство се случила одредена трагедија или загуба или одредена тајна која што во тоа време, кога викаме во тоа време, го земам времето на нашите баби и дедовци. Срамота било ова, срамота било она, кјути пукни и така натаму, и одредени приказки, тоест загуби или трауми кои што се случиле, оставиле голем емоционален импакт на членовите од семејството и те како знаат во наредните генерации да се појават како симптоми. И убаво што веќе луѓето мислам дека имаат слухи за психотерапијата и дека се поголем интересот кон нашата бранша, да речам. И бараат начини и алтернативи за да ги разрешат одредени конфликти. Сега, семејните констелации, тоа го прават на еден малку подруг начин, пошто се е одреден метод кој што е групна работа, каде што може констелацијата да ни увиди, да ни укаже одредени скриени динамики кои што не се толку раскажани или уважени во семејството, а знаат да прават проблеми во сегашност. Така, сега, ако правиме муавет дека сите носиме одредени работи кои што и се бориме се уште, особено во овие помали средини, дали да воопшто да пристапиме кон
барање на помош професионална, која што дефинитивно во светски рамки веќе си е добро утро и неделна терапија на секој еден човек кој што има брз ритам на живот, кој што реално не носи секакви предизвици, кои ќе ги... А сите носиме, рековме, некакви семејни трауми, голем дел имаат и како што викаш голема среќа да имаат семејство кое што било поддршка во развојот, особено кога останува во нас остануваат сериозни белези од развојот и после не можеме и како возрастни да се ослободиме од нив. Како муабетов ми е како да во овие мали средини како да се охрабрат луѓето реално за да дојдеме до конкретна тема како да се охрабрат да почукаат наврата кај што треба. Оти се уште живееме на крајот на краиштата, не ми се верува по социјалните мрежи гледаш гатачки, бајачки групи и така натаму. А јас сум имал и реално покрај тебе познавам други психолози кои што ми биле блиски, кажуваат после од кој ќе се дооштетат по тие гатачки, бајачки, не можеш крајот да им го најдеш. Како да ги охрабриме луѓе во 21 век, 2026 година да реално почукаат на вистинската врата? Да. Многу интересно прашање, кое што и многу често низ нашите кругови, да речам, професионални, било тема на разговор. И од една страна што мора да има одредени правни норми кои што треба да се следат и професијата да биде заштитена и така натаму. А од друга страна, знаеш, едукацијата е многу важна. Едукацијата е многу битна и колку се зборува за одредени теми и како се сеќавам на времето, како психологот беше представен. Ако не си добар, ќе одиш кај психолог. Нашите речами што си го користат терминот ненормален треба да си, ненормален. Мислам, време помина и уште време поминува и верувам дека кај одредена маса на луѓе се бараат инстант решение, знаеш. Па некои примамливи понуди, некои понуди звучат примамливо, па така луѓето се фаќаат на одредена јадица. Така да ако не застане државата, да речам, да ја внеси професијата и психотерапијата како една алатка која што ќе му биде присутна на населението, во смисла преку здравствена заштита, преку здравствено осигурување, знаеш, па да не биде само приватна пракса и така натаму, тоа е она врвот кој што Тоа е ultimate goal, да се целта кон која што треба да се стремиме реално да биде под здравствена заштита, да можеш да бидеш на психолог. Па апсолутно, зашто? Плаќаш здравствено осигурување. Ако сакаш да одиш на психотерапија, да посетуваш психотерапевт, да разработуваш одредени работи, треба да одиш така на психотерапија. Треба да се јавиш кај мене и треба да платиш приватно. Јасно, нема друг начин се уште. А на училиште, како што кажа децата, сега реално не сум разговарал и особено веќе има и веќе кои има по 30 години кои се психолози во училиштата, кои што ги разбираат овие работи, мислам дека и веќе се борат против тој начин на наставниците кои ќе те пратам кај психолого. Ако не си мирен. Го кажав од моја перспектива како дете, и знаеш како нештата еволуирале. Јас од дете кој што почнало во образовен процес на 6 годишна возраст до сега, работите се и како многу сменет. Ама реално се менуваат, али да не се лажиме, се уште има наставници, ние немаме по 60, ние сме во 40, јас рани, ти може си година две постара од мене, значи сме уште во рани 40, се уште има активни професори, тие што нас ни предавале. Ја не верувам дека тие нешто специјално се смениле во начинот на... Да, ама види, некогаш треба да одбереме... Има да ме распна за скаливето ќе ме стреля. Да, ама види, Милан, треба да одбереме некогаш кои битки ги водиме. Знаеш, подобро е да се стремиме да ја образоваме и насочуваме младината, отколку да се занимавам со некој кој што веќе има закоравени навики, ставови и мислења и кој што тешко може да се знаеш, станува збор за една ригидност
И во нашата во кај нас во Прилеп многу често ќе го слушаме ова, сам верувам дека ќе се согласи со мене. Ај човекот од умот не се седе. Што си наумно, да. тоа. Да, не, види, не дека биеме некоја битка против луѓе кои што не можеш да ги смениш, или на крајот на краиштата убаво да се потенцира во одреден момент, затоа што се уште имат влијание врз нашите деца. Имаме, знаеш, секогаш и ние имавме наставници кои што ни рекоа сум предавал на вашите родители, исто го има и сега. Сега, Да. муабетов ми е, затоа спомнав дека има и добри примери, особено ги спомнувам психолозите кои што се борат со таа да се разбиваат тие тој начин на функционирање на наставниците. Се надевам дека и наставниците веќе оние кои што се помлади генерации ја сваќаат сериозноста и важноста на психолозите во училиштата, дека не е тоа нешто кое што се праќаат лошите деца таму. Знаеш како ги спомнуваме училиштата и ќе направаме една поврзаност на семејните констелации со училиштата и со организациите, пошто во светот се случуваат и констелации на ниво на организации. Така да, еве да кажеме дека психологот е исклучен со низа на коментари во едно училиште. Екс училиште е исклучен, ќе те испратиме кај психологот, и на некој начин колегите и колективот го исклучува психологот, не е дел од овој систем, ние сме добрите, психологот е лошиот. Знаеш? И како тоа влијае врз динамиката на многу аспекти и на крајот на криштата на функционирањето на едно училиште. Сега, како да се избориме во однос на нештата? Со почит, со разбирање и со прифаќање на улогите кои што секој си ги има во една организација. А да се вратиме во семејствата, ние, знаеш, имаме скок се направи некако традиционалност, преминуваме во некаков модернизам и така натаму. Традиционалноста во основа и она Берт Хелингер што го кажува за тите принципи на Order of Love или редот на љубовта, кажува за тоа дека кога принципот е нарушен на припадност. Тоест по нашки кажано или по прилепски кажано, каде му е местото секој на трапеза. Секој да си го знае местото. Се знае кој си ти на главата, се знае кој си дова, се знае кој си таму, знаеш, се знае. Бугарите има бугарите има многу убава поговорка, вика секоја жаба треба да си го знае листо. Како сакаш, кажи го, жаба да си го знае, листот секој да си го има местото на трапезата. Јас многу сакам поговорки, народни приказки и така натаму, некако ми се блиски и ми освестуваат одредени моменти и ме поврзуваат со работата која што ја работам. Кога ќе речат не трчи како преле пред магана. Зошто? Затоа што се знае кој е редот, се знае кој е возрастниот, се знае кој е родителот, се знае почита како треба да се одвие во некаде во некои семејства се изместуваат работите. Кога ќе се изместат работите, се случуваат мисля на ситуации кои што ќе бараат поддршка од друга страна. Вака се, Емони, мислам дека на 15 на минути за вовец е доста, ајде да почнеме по суштина. Кажи ми, велиш дека семејната приказна живее во сите нас, дека нешто кое што е нешто од кое што тешко можеме да се ослободиме, дали тоа значи дека за секој треба да го влечиме тој багаж и да ни биде тежок? Не. Сега прашањето ми е како таа семејна приказна живее во нас? Како еден човек што треба да препознае во себе си дека има некоја семејна приказна врз која што треба да работи и да почне со тој товар да танцува, не да го влечи како некаков камен од еден тон. Так. Види, што убава аналогија направи. Точно така, треба да се научиме како да танцуваме со нештата кои што ни се дадени. А најдобро треба да танцуваме со животот кој што ни е даден, како да го живееме животот.
Сега, каде ќе се препознаат луѓето? Можеби ќе се препознаат ќерките кои што премногу дали. Можеби ќе се препознаат жените кои што се смалиле во семејството во името на љубовта за да нештото обстојува. Можеби ќе се препознаат мајки кои што загубиле дете. Можеби ќе се препознаат мајки кои што имале несакан прекин на бременност. Можеби ќе се препознаат мајки кои што имале, сакале да ја терминираат бременоста. Не се зборува за тоа. Загуба е. Можеби ќе се препознаат родители кои што детето едноставно пред време починало. Можеби ќе се препознаат девојки, момци кои што немаат, како вика, немам, иде ми у животот, иде ми, али ми фали мало љубави, знаеш. Можеби не му одат партнерските релации. Сети ги заглавуваат со кога ќе кажат, знаеш, ова често не се случува с ни растелес, ни тоа е еден образец кога ќе кажеш, оваа девојка само со вакви луѓе завршува. Горе-долу со сличен карактер и така натаму. Тогаш бараме да видиме што точно се случува, од каде потекнува тој атачмент и каква семејна приказка стои за тоа. Што се случувало со жените во тоа семејство, што се случило со незината баба, можеби не е било дозволено да ја земе незината љубов, можеби била дадена, мажена за некој друг и така натаму. Така да, ја мислам дека нема човек што нема да се препознае во однос на одредени симптоми кои што ги има, панични напади, депресивни епизоди. Значи, сакаш да ми кажеш сите овие работи кои што на некаков начин му се случиле на нашите предци, не само она кое што го наследуваме како образ, знаеш, кој ќе рече види го овој плукнат на мајка или на татко или така натаму, или овој е мешан, има образите му се на еден, челото му е на друг, дека носиме и трауми од предци. Носиме трауми, ама исто така и носиме и резилиентност, да не го заборавиме тоа. Нашите предци преживеале, нашите предци изградиле, нашите предци направиле нешто. Ја носиме таа снага и тоа треба да се препознае на некој начин. А не само да се, знаеш, многу често нашата бранша е таква и некако ги акцентираме тие моменти, трауми и така натаму. Меѓутоа и една резилиентност носиме во нас. Носиме една снага на преживување, носиме една снага на промени. Така да не се заборави исто така тој момент. Меѓутоа, да, работиме со травматските моменти, затоа што травматските моменти се тие кои што прават сколободи и понатаму во иднината и на идните генерации, знаеш. Сега, ти работи според методот на Берт Херлингер, го спомна неколку пати. Ајде сега да ги запознаеме гледачиве, луѓе во кои што ги интересира приказка и не следат. Кој спомнав или ова ни од интервјуто? Не кажуваме сега дека втор пат снимаме. Кога си исклучително вешт со снимање на онлайн интервјуа и ова ти е прво, сосема е нормално да го снимаш трет пат. Али како што умните прилепчани кажуваат, како што си ред во прилеп за се оди на трета мајка. Така трета мајка, бога ми. 2 дена снимаме, ама трет пат е стварно и после првиот овид пробавме уште еднаш, ама беше невозможно енергетски да се сними. Ајде. Мене ми е баш мило што сега некако јас барем чувствувам, не знам за тебе, дека има така еден проток, една добра енергија. Апсолутно. Се врати од првото интервју. Мислам да му пуштиме делче од второто кое што снимавме, може и че искористам чисто да видите дека и луѓето тешко разбираат кога се разменуваат вакви кога се прават вакви разговори, се разменуваат информации, че вие супер седите пред камера и си правите муави. Океј, ама тука станува збор за две енергии кои што колку и да се компатибилни. Кои ќе се испразнат во време на сат, 2, 3,
а правиме реално за суштинска тема муавет, за сериозни проблеми, колку и да го правиме на лајт начин, да биде приемчиво, да биде питко, не си правиме ние муавет за штикли и колку пари ни кошта гардеробата. Так. Зборуваме за една суштина. Емоционално движечка човек се енергија. истоштува и не може да го прави и реално после тоа треба одмор. Пробавме, бевме ентузијасти двајцата, втор пат после техничката грешка која што ми се случи на 45-та минута од муабето, мисла. Беше неверојатно, ама преспавме, го преживеавме моментот. И како рече, се појави во нас резилиентноста или отпорноста на предците да го преживееме тој момент. Апсолутно. И сега да седниме, да измислиме нов начин со бекап камери, да немаме никаков проблем да имаме материјал. Мони, Види, Милан, дигреси можеме да Хелингер- правиме 100 и сега пошто имаме бекап камери, стварно може 3 сати да трае, не е проблем. Ништо не држи. Берт, Осем, да, Берт Хелингер е извънреден лик, извънреден, што би си го кажам ова на српски, извънредна личност, кој што целиот свој живот го има над 50 години посветено на работа со различни семејства. И тоа е таткото, да речам, основачот на семејните констелации, на начинот на кој што се одвиваат и како се одвиваат. И јас живејќи во Малта, случајно, ама нема случајности, дојдов до оваа метода и нештата се наредија коцките и си ја изучив оваа метода. И не можам да ти кажам колку... Знаеш, кога викаат си го нашол повикот, знаеш што ти е работата, знаеш што сакаш да работиш, знаеш што би работил и за без пари, ова е тоа што би го работил за без пари. Знаеш? си ја најде смислата на животот, што би се рекли. Чекај сега, ајде таман се вративме се на дигресија. Во констелацијска смисла Стварно не на веруваш зборот, во случајности, мислиш дека нема случајности? Како психолог, се многу ми е интересно тоа прашање. да, Од јас многу сакам Да. да верувам во прекрасноста на случајности. тие изгледаат интересно на прв момент, знаеш, стварно изгледаат интересно и даваат некој така тие заголицкуваат душата и сето тоа, меѓутоа искрено не верувам дека има случајности. Мислиш дека некој си игра со нашите животи така некоја друга Види, димензија? ако да не го отвораме полево, многу, меѓутоа има ќе разговараме можеби во други емисии. Меѓутоа ако ја земеме зминава топка, каде сме ние? И цел универзум, што се случува? Прекрасноста на случајноста, че за мене, за тебе не знам. Случајно се видовме. Сакам да кажам, еве да ти ја раскажам приказката и па sad ти види дали беше случајно или не. Низ разговор со колеги на првото работно место каде што работев овде и слушам за семејни констелации. Не знаев што се и како се. Како семејна констелација и како скулптурирање, да речам, како метод, сум го учела јас во семејна системска психотерапија. Меѓутоа, така, на таков начин, како што Берт Хелингер го организира, не ми беше јасно, знаеш. И нормално ме заинтригира и сето тоа, остана некаде во мислите. И случајно на Фейсбук ми излегува работилница. И јас се пријавувам да бидам учесник во работилницата и со една колешка, драга моја пријателка Кристина, која што и таа дојде овде во Малта. Чао, Кике, да гледаш. Чао, Кике. И викам, Кико, одиме на ова, нема шанси, одиме да видиме. Мора да се надоградуваме во нашата брача. И прв пат, одредени работи, да речам, колешката од работното место ми кажа, ми сообшти, сето тоа некако ми звучеше, ајде да видиме. Јас кога влегов во констелација, влегов како представник на член од одредено семејство, на друг човек кој што си работеше констелација на негова тема.
Јас кога излегов од таа констелација, едно што одредени внатрешни поместувања се случија во однос на темата до преодредени моменти и од мојата историја, а од друга страна таков впечаток остави врз мене, што јас се свртив на Кристина и викам, Кико, ова е тоа што треба да се работи. ова е моќно. Како семејната приказна живее во сите нас? Како се манифестира тој живот? Кои се симптомите кои што ги чувствуваме за тој живот на семејната приказна? Вака, Милан, сега ќе те прашам, на кого наликуваш ти? Добре, на тата. Што твоето семејство кажува за татко ти? Што твоето семејство кажува за дедо ти? Па види, не сум ја на распит, ти си на распит. Добро. И некој се најдобро. Не, реално една од работите кои што ми е многу голем кеф, татко ми е 7-8 години веќе починат и не само од семејството, како човек кој што беше чаршински, секогаш слушам добри зборови и особено за човек колку бил резилиентен и колку бил упорен, колку бил силен и колку бил позитивен. Ја немам 2 грама позитивно со неговата позитивност, иако личам физички на него. Јас сум марчатор од епски размери. А тој не беше човек кој што бара оправдување, не беше човек кој што кука, едноставно бараше решенија, ги најдуваше и така го живееше. Тој беше човек кој што изгоре, а не оттрај. И баш не знам ни шо гледав, добро е, вика, коќе беше баш лесна му земја, вчера починал Кили. И за него има напишано дека добро е, it's good when you burn out, not fade away. И Кили изгоре, а не оттрај. И то ми, кога го прочитав, еве сега кога ме праша за татко ми, дефинитивно тие луѓе кои што изгореа за животот. Не за ова и за она и за мене, за сестра ми, за мајка, изгореа за животот, затоа што го сакаа живот. А тоа се гледа во начинот на кој што го живеат живот. Сега јас станав на распит овдека. Одговарај. Добро. Ме фати, ме повлече психолог. Сакаш не иди што е. Знаеш како кога му викаат повозрастните членови, ајде да кажеме на детето, личиш на ова и личиш на оно, и некако и како да не му го даваат местото негово поеде, како да мора да влезе во чаплите на другиот, на постариот и така натаму. Како мора да исполни одредена улога која што од него се очекува. Така да, колку е добро тоа што викаат личиш на ова и личиш на оно, малку е и лошо од оваа перспектива, затоа што не ти даваат простор, не ти го даваат местото. Каде мене ми е местото во ова семејство? Јас треба да го водам животот како татко ми што го водел, како чичко ми што го водел, како дедо ми, или јас имам право како Милан или како Мони да одлучам за одредени работи кои што или да преиспитам или да си направам на крајот на криштата своји грешки и да си го носам товарот на своите грешки, а да не го носам товарот на предците и да ја живеам нивната приказка во иднината. Во принцип, не знам дали одговорив на прашањето, некако забегуваме де во едно, де во друго. Ама видите, на крај на криштата супер оваш на некаков начин и подкастарска приказка. Мислам дека ми ова е горе-долу еден од малкуте подкасти кои што ги снимам, затоа што и јас одговарам, давам мислења и те прашувам и давам информации. Дали да и нас веќе не повлекува ова ново време на начин на разговарање, да не биде однесува парно поставување, прашање и одговори. Може сме малку и хаотични, ама мислам дека идеме до добри поенти кои што ќе биде интересни за луѓето, особено оние кои што имат сериозна потреба од работилницата која што, еве, тоа не го спомнавме,
или веќе не се сеќам, или го спомнавме вчера првиот, вториот пат или сега еве да повториме. Работилницата ќе биде на 5 април во Хотел Театар Битола од 10 до 18 часот. Во линк ќе имате информација да како и зошто можете да се пријавите, дали сакате и така натаму. Сега, некако да пробаме пак да се вратиме суштински на темава. Ајде, па ќе поставам конкретно прашање за кого ова работилница ќе биде или би требало да е најкорисна, или кој тип на луѓе може да има најголем бенефит со присуството во Хотел Театар на 5 април од 10 до 18 часот во Хотел Театар Битола. Види, Милан, секој човек кој што чувствува, ќе се потрудам да го одговорам прашањето, водејќи се од трите принципи на Бет Хелингер, Order of Love, како што рековме. Секој кој што се чувствува дека не припаѓа, или дека нема право да припаѓа таму каде што е, односно не се чувствува комотно во сопствената кожа, чувствува дека живее во некое друго време, чувствува дека е роден за во некое друго време, ова е работилница за него. Човек кој што не си го знае местото, каде што гледа дека одредена хиерархија во семејниот систем е нарушен, исто така е повик за тие луѓе, односно, да појаснам, ајде, како луѓето може би ќе ги допре. Деца што се чувствуваат родители. Деца кои што млади, кога викам деца, викам детето може да има 20, 30 или 40 години, небитно, а да се чувствува дека цел живот бил родител, дека го има пропуштено моментот на родителствување. И луѓе кои што чувствуваат дека балансот на земање и давање е нарушен, дали тоа во семејните членови, дали тоа во партнерските односи. На некој начин е тоа објаснето преку принципите. Во однос на симптомите може да се јават луѓе кои што патат од панични напади, луѓе кои што патат подолго време од депресија, работеле на тоа, не знаат и не можат да најдат начин да се решат или да се спасат или спасат или решат, да се функционални во секојдневието. Тага, тажност, загуба, луѓе кои што загубиле значаен член од семејството, луѓе кои што носат одредена тајна, да кажем, одредена тежина. Луѓе кои што имаат, каде што некаде во семејствата, не знам, е присутна коцка, биење, насилство, развод, или може би исклучен брак, новонастанат брак. И тоа може да се постави и да се разгледа во констелација, може да донесе до одредени увиди кои што може да помогнат понатаму. Така да не сум сигурна дека со реченицата семени констелации е за за овие и овие луѓе. И за сите и за никој. Така, значи и за сите и за никој. Значи на крајот на краиштата станува збор за еден метод, за една терапија која што е добре дојден. Не би рекле дека е терапија, би рекле дека е метод на групна работа, каде што се разработуваат така теми по значење, меѓутоа војна се разбира заштитена почитувачка средина и каде што човекот, клиентот или како да кажеме, ќе се чувствува заштитено и комодно и види и во констелациите на крајот на криштата ние не правиме нешто со сила и не туркаме нешто. Констелацијата сама по себе не води. Чекај, ми текна една, сега ќе ти кажам, што значи констелација низ нашата поезија. Ајде. Ете, може би тоа ќе ги допре гледачите и ќе му биде овај појасно. Само да си го наместам ако сега камерчето. Еве, кога ќе ме прашаат што значи констелација и како ја да го објаснам тоа на гледачите.
Вика во тишина. Ако носиш нешто неизречено, нешто што те притиска и пече, закопај го во длабока тишина, тишината сама ќе го рече. Јас немам поубав стих од Ацо Шопов од оваа песна, песна, ствари, тишина, што всушност толку едноставно, каде си Милан, те барам сега, толку едноставно ја објаснува моќта на констелацијата. Значи, си бараш начини за да допреш до луѓето, за да продреш во нивната псика на некаков начин и дури преку поезија. Што многу интересна работа. Досега сум бил еднаш на психолог во животот и тоа случајно. Ќе поздравам Марија Ангелеска. Чао, Марија. Кога се запознавме, таја беше на масата. Да. Беше една од психолозите во таа иницијатива и не беше планирано. Имавме одев, знаев, си живееме, да знаеме да испијаме кафе и пијаме кафе во Црвен крст, кај што таја волонтира веќе децени. Да. И беше, мислам дека се разведува. Или веќе бев разведен. Ми вика, ај, земи... Една секунда, може да те поправам? Беше да ме поправиш. Значи, слушни ме се. Ајде. Мораме да ги едуцираме луѓето и мораме да работиме на ова. Нема разведен човек. Има разведен брак, Милан. Кој се разведуваше брако мој. Ете така. Или веќе беше разведен и сем гледне колку и да се правиме на будали, без разлика колку бил лош, чим се развел, тој бил лош брак, али сепак остава траги и треба време да се помине тој период. И вика, ај земи едно ливче. И зедов едно ливче, ми рече, ај нацртај на линија на средина. Не ми се верува, па се отворам кој ја да сум на психолог, а не ти на интервју. Ама, Милан, види, ова е многу нормално. И кога ние ќе ги нормализираме пред јавноста темите кои што ама затоа го правиме. И сни поминале, и сни побарале помош. Што мислат луѓето, дека јас не одам на терапија, дека јас немам свој терапевт? Затоа и го кажувам ова јавно. Ми тоа цртај на линија, ајде ми вика сега напиши од лева страна кои беа позитивните страни, кои беа негативните. Сега да видиме што ќе натежни за да знаеш чисто како да се поставиш во ситуацијава. Тоа ми беше единствено и после тај напиша некои работи долго време и го чував тој лист. Веќе не го чувам, не знам, ке загина. Тоа беше најверојатно 2013-14 година, повеќе од 10 години. Мојавето ми дека не беше ништо страшно, беше дури супер искуство, кај што поминуваш сад време со човек кој што знае да те изслуша, да ти даде совет и после тоа да те натера да размислуваш во правилен насок. Ништо повеќе. Сега, со сите овие нови методи кои што ги користите вие, во случајот тој е Берт Херингер, сигурно има еден куп други методи, ти си го одбрала. Тој е за семејни констелации. Мојавето ми беше луѓе воопшто да не се мислат. Затоа што стварно тие средби помагаат. И не случајно дури има софтворд, луѓето кои што одат на психолог не ги нарекуваат пациенти, а клиенти. Види, ние сите, секој некој, во текот на секој еден, во текот на развојот, не стануваме клиенти, пациенти и така натаму. И поминуваме низ еден развоен период кој што очекуваме, поминуваме низ еден развоен период кој што не е баш очекуван. Ти благодарам што го сподели ова за разводот на бракот. И еве и да се задржиме на таа тема како тема развод.
Сакав со тоа да дојдеме до она кое што денеска не го спомнавме во муабето, вчера многу убаво го разглобивме, зошто луѓето се чувствуваат отфрлени, каде се случуваат тие нус појави на луѓе неприфатени, новите членови на семејството. Сакав да дојдеме до таа тема, еве фрлив малку и дел од мојата душа приватна еве во јавност. Сакав чисто да како увод да види на тој дел кој што вчера многу убаво мене ми звучеше многу убаво и мислам дека треба да го имаме реално во оваа снимка која што ќе остане. Се надеваме дека нема да се случи ништо страшно на наредниве минути. Леле, 1 сат зборуваме, Милан. Не е точно 10 минути беше воведа, значи зборуваме околу 50 минути. 10 минути беше снима телефонива, ама 10 минути беше онаков кадар. Види, ова е интересен момент на темата која што ја сподели. Се пак ќе речам ти благодарам, стварно храбро и човечно од твоја страна. Многу често, почесто знаело да се случи и разводот не беше толку и дозволен и не се гледаше како на разводот како алтернатива за понатаму семејството да се развива, туку се гледаше како срам. Се гледаше како неуспех. И самото по себе разводот на бракот носи низа на загуби. Разводот воопшто не е лесен и воопшто не е како што викаат кај нас, ајде плукни залепи, ајде немој да му се секираш. Апсолутно не е така. Е време на процес на лечење, на кога викам низа на загуби. Идентитет губиш, не си повеќе сопруг, сопруга на господин, господја. Губиш одредено место во домот. Најдуваш друго место на живење. Губиш пријатели, кои што дотогаш биле во одреден круг. Со тоа губиш идентитет како припадник на таа група. Па ако во бракот имало и деца, па 1 дете, па 2 деца, па на која возраст биле и така натаму. Тоа се низа на серија на наставни кои што и како можат да го замрзнат и да го закочат семејниот систем, а и да нанесат последици и на партнерите кои што се разделуваат, и на идните генерации. Сега, во семејна перспектива, на разводот гледаме, како што кажев, на алтернатива, најназдрава алтернатива, каде што можат луѓето да си продолжат по својот пат и да си ја градат својата приказка и дека не мора да бидат жртви на нешто по секоја цена. Така да, верувам, можеби многу луѓе ќе се препознаат во оваа приказка, знаеш, и партнерства, развод и така натаму, како јас како родител, како јас како татко, како мајка, после развод на брак, што се случува, од каде доаѓа ова, како се носам. Го оставам. А за бракот сега. Да, што убаво, да. Види, вчера ме праша ти, се акцентиравме само негативни работи. Јас ти напоменав дека отфрлањето на член од семејство не мора да значи само за негативна одредена работа. Може да значи и кога се случува брак, тоа го зборувавме. И те како знаат после случување на брак да настанат низа на проблеми, земјотреси во едно семејство. Не е доволно добра, оваа сна не е по наш тертип, не припаѓа, не е дел од нашето семејство, ако ја омажи, ако ја ожени, знаеш, и обратно за зетот. Не прави како нас, не почитува. На многу начини може да настане една тензија во брачната заедница, едниот ќе си влечи на едната страна, другиот ќе си влечи на другата страна, несвесни дека можат да изградат нешто заедничко и ново, дека не мора слепо да ги следат своите родители за да докажат одредена љубов. И тука констелациите исто така многу помагаат во поставувањето на граници. Јас сум до овде ќерка, или син,
Ама сега си створив свое семејство. И сега јас си партнерот, јас и мојата сопруга или сопруг ќе го градиме ова семејство и дозволете ни да сгрешиме на крајот на криштата. Знаеш, родителите Да, апсолутно. И тука се наметнува, се навраќаме на тие навики, ставови, како некоја жена, не знам, 30 години живеела во куња, готвела вака и вака, и десната ја преместува нешто или нешто се случува. Не секогаш имаше можност да живеат луѓето во свој простор. Знаеш, во тие проширени заедници се живееше, мислам, не мора да, што викаш, да глумиме лудило ние, дека сега не знам што се случува. Види, ама во семејните констелации, кога викаме на секој му се дава местото, што е важно? Важно е дека како ќе му се даде местото, ќе му се оддаде почит на родителите за животот, за енергијата што е дале, што ми е возможиле простор да бидам овде. Јас да се научам да бидам благодарна за тоа што мудроста или резилиентноста како снага што се носи, што се ја можам од тие семејства и едното и другото да извлечам, да интегрирам во себе си, да изрефлектирам и да одберам нешто кое што ќе биде автентично за мене. И тука настанува слободата. Кога ќе речеме слободно дишам. Како спиеш, Милан, навечер? Мирно спиеш или не спиеш мирно? Не само Милан, и гледачите ве да кажат. Како спиете навечер? Што е тоа што ве буди? Така да, многу примери можат да се кажат каде констелациите можат да помогнат во увидување на одредени механизми, односно одредена динамика која што не е толку видлива и опиплива со голо око, знаеш. Така се, дефинитивно еден метод кој што може да му помогне луѓе кои што се чувствуваат отфрлени, што е најважно. Мислам дека од ова сето што го разговаравме во сите овие 3 разговори во 2 дена. Ќе извадиш нешто, ќе скоцкаш нешто, тоа убаво. Види, не практикувам да играм сечено, лепено, монтирано. Мислам дека дури и ваков каков шоем муабетов на моменти делува хаотичен, ама твоите поенти, мислам, барем ја ги чувствувам дека до мене допирате. Сега не сум сигурен затоа што ги слушам трет пат. Види, вака јас ќе речам. И до еден човек да допрат, и до еден човек да направат одредена промена или одредено поместување или одредена, знаеш што викаште, да те оставам во размислување, па утре други ден кога ќе дојде време за донесување на одредена одлука, да не биде таа само несвесно донесена, да биде со мала доза на размислување, приземност. И јас ќе речам, супер, нешто се поместило. До еден допре веќе. Сега се трудиме да биде барем 2 од после емитувањето на емисијава. Муабетов ми е, фала ти на прво лично ти заблагодарувам на овие, да ги наречем сеанси, кои што ако сега трае 1 сат некаде ова, претходната беше 45 минути, вториот овие околу пола сат, значи околу 2,5 сати констелации веќе имам јас преживеано за тебе. Фала ти на тебе за издржливост, јас ќе речам. Ама види, мене овие муаветите со психолозите, и јас стално идам со паметните луѓе, ми се онака, јас се чувствувам стално исклучително привилегиран и не знам со што сум го заслужил да ве познавам сите вас кои што ве познавам. И ова е дефинитивно уште една епизода од оние емисии кои што како почнав да ја работам оваа работа, реков дека на ОТВ треба да се појавуваат најквалитетните луѓе кои што Прилеп ги родил, ги израснал, без разлика дали се уште тука живеат и функционираат или заминале некаде, ама еве дури и ти кој што си заминала, пак се враќаш да пренесиш едно знаење, да пренесиш едно искуство. Сега не во Прилеп ќе бидеш во Битола,
Ама сигурно Добро, понатаму добро. ќе го организираме во Прилеп, еве јас се надевам дека ќе има и интерес од не и од Малта да се дојдеш во Македонија Прилеп Битола пат, треба сериозна организација и треба тоа да има смисла. Муабетов ми е мислам дека со луѓето кои што се познаваме и приватно сме се дружеле, пробуваме некако да го направиме ова место кое што е навистина раѓа многу квалитетни луѓе, ама некако му е тешко да се организира, многу му е тешко да дај признание на квалитетните луѓе, ама се уште не има тие кои што ќе се трудиме да некако јавно да влијаеме на позитивен начин. Дури она што го рече, стававме само негативни примери за одредени работи, окей, ама мислам дека начинот на кој што го водевме разговоров дека ќе биде питок, на моменти хаотичен, али се надевам да доволно провокативен за да се пријава за да дојде во Битола. Хаотичен, тоа е производ на вчерашниот дет, ама се потрудивме. Види, на крајот на краиштата, пред да почнеме да снимаме, се договоривме и во Битола да се видиме во секој случај на 5-ти. Ќе снимиме и таму некои делчиња, ќе има една работа која ќе се потрудиме да има материјал и од таа приказна, да доловиме како сето тоа изгледа и реално, и полека овој метод на Берт Херлингер да го актуализираме и може на крајот на краиштата да се заинтересираат ако се уште нема психолози кои што го работат тој метод, па и да стапите во контакт и да има луѓе кои што ќе бидат обучени тука за да не мора да чекаат луѓето да се вратиш тука. Еднаш годишно 2 пати. Види, тоа е одлична идеја и ќе видиме, верувам дека времето и просторот, времето ќе си покаже каков интерес ќе има, а верувам дека колегите ќе бидат дел од колегите ќе бидат заинтересирани за методата. Верувам дека дел од колегите знаат за методата. Тоа што јас сум чула пред 5 години е друга приказка. Добре, не сам си чула, си решила и да ја простудираш, да ја помениш таа обука и да ја практикуваш за помагање на луѓето. Прво ништо што ми се случува, што и да научам, што и да во која едукација да влезам, што и да направам, првата мисла што ми паѓа на памет е како ова во Прилеп да се направи. Ама видите, тоа е ние сме тоа ми последната генерација која што некако не успеевме на следниве генерации да го пренесиме, затоа што тие растат со прамоц 18 и повеќе грб нема да ми видите, не фазла, тоа е и наш неуспех на некаков начин. Наша генерација сепак имавме, дури кога заменувавме надвор, без разлика дали е знаење, дали е годишна печалба, на крајната цел била да се ватиш тука и дали знаењето, дали парите да ги вложиш во местото кај што си се родил. Се надеваме и со овие работи, со овие гестови, полека ќе почнеме барем кај дел од дечкиве кои што сега растат да внесиме некаква, да ја наречиме љубов кон местото кај што се родени. На крајот на краиштата, ја верувам Прилеп не е за фраканција, Прилеп родил сериозни луѓе. Ајде да му помогнеме малку да се организира. Каква за фраканција Прилеп не станува збор дека е за фраканција, ама ти преска ми кажа на почетокот кога не сеќавам дали почнавме да снимаме или не, сакам да направам нешто за заедницата. Да, за заедницата, ама првичната заедница во која што се појавуваме на овој свет е семејството. Ајде да се исчистиме во семејството. Ајде да се изреновираме. Ајде да видиме што има под черпичот. И што е тоа што нас не ни дава да дишиме? Што е тоа на што не прави анксиозни? Што е тоа на што не прави депресивни? Што е тоа што јас години го лекувам, а не можам да го излекувам?
Што е тоа што мене ме сопка? Доколку се чувствувате дека нешто ве сопка во животот? Што е тоа што ми тежи на ногава како ѓуле? Што е тоа што го носам на раменава како тежина го чувствувам, знаеш? Тоа е пораката до гледачите. Верувам дека секое семејство си има одредена динамика и своја приказка и секоја констелација ќе се биде посебна на свој начин. Полека со овие работи кои што ги спомнавме, особено разводите, треба да се учат луѓето или да ги едноставно да прифатат дека има различни видови на семејство. Апсолутно. Дека семејството не е веќе тоа кое што е дефинирано во учебниците мама, тато, бато, и дадо, бато и дада. Дека има различни видови на семејство, тоа што еден брак се развел, тоа не значи дека тоа не е семејство веќе. Чим има едно дете на средина, тие двајца луѓе треба да се грижат за тоа дете на ист начин и да апсолутно дали живеат заедно, спијат заедно или не спијат заедно. И треба да се подготвуваат децата уште многу мали дека има повеќе видови на семејство, така да семејните констелации ќе бидат нешто кое ќе биде многу интересно, се надевам за луѓето кои што ќе го гледат ова, ќе имаш доволно пријавени, ќе имаш луѓе кои што ќе ги споделиш искуствата и со душа чекам да те видам во Прилеп прво, па и во Битола и така кратко ќе видиш, ама се надевам дека ќе поминеме и во живо квалитетно време. Да, кратко, структурирано, функционално, да. Искрено и јас со душа чекам овој пат да дојдам. Јас многу често кажувам дека не сакам толку често да идам во Македонија, ама сега така и си се радувам и јас некако. Фала ти за муабетов, оти ако отвори, ја отворам устава, не завршува емисија. Прашање ти. Ми иди нешто, дали ќе набетнам теза или ќе прашам, за да ќе завршам вака. Разговорот си беше прекрасен, пак ќе кажам фала ти што ме имаше во емисијата и за сите оние прашања или подпрашања што остануваат некаде, пак ќе може да направиме друга средба и да му доловиме нешто друго поблиску на гледачите и да разјасниме одредени, да разработиме само одредена тема која што има интерес, да кажем. Има кој што ми кажува луѓе кои што има повеќе искуство веќе со овие веќе сме на социјални медиуми, YouTube, Facebook и така натаму, кои што веле зошто не велиш лайк, шер, сабскрајб на секоја емисија и така натаму, тоа ти е суштинско, тоа треба да се шириш, века не ми иди, ама сега првпат ми иди да кажам една работа, луѓе, тоа што ве интересира, коментирајте долу, ќе ги следиме коментарите, со мони сме буквално можеме во секој момент да искомуницираме, да ве поврзиме и дури да не можете на 5 април да видите во Битола, можете ете и преку нас да дојдете до ситуацијата, а исто време лайк, шер, сабскрајб. Кажам. Работодницата ја има на линкот на Психомедика. Таму може да ме најдат. Линкот ќе го има, мислам, сега не ќе го има, гледат, го има. Го има, добро, го има. И така да, може да ме контактираат и лично мене, може да контактираат Психомедика, како и да е, тука сме за да одговориме на било какви прашања кои што може да се јаваат кај заинтересираните гледачи. Фала ти истеднаш, фала ви вас што гледавте, се надевам дека и покрај хаотично дека има супер поенти, сигурен сум дека има супер поенти, се надевам дека ќе ги фатите во сил хаос. Фала ти, Милан. Чао, чао.